јас веќе си ја гледам Ивана овде на екран. Ивана, добро утро. Има некоја убава позадина тамо кај тебе. Разговорот е за лизгалиштето кое што почна со работа во спортскиот центар Борис Трајковски. Ако ни се јавуваш од тамо, те поздравувам и тебе и твојот гостин. Добро утро. Добро утро и до вас, Ирина. Да, ние ве поздравуваме од лизгалиштето во спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. Па доколку немате идеја што да правите во попладневните часови или за време на викендот, градот нели се уште не е накитен, па така што одлично време да го поминете овде токму на лизгалиштето кое што веќе 2 седмици како што е отворено и работи со полн капацитет. Но повеќе за тоа што нуди спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски во овие зимски денови, ќе дознаеме од директорот на овој спортско-рекреативен центар Даниел Апостоловски. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Гледаме дека веќе нели е започнато со работа лизгалиштето, кое што е дел нели од спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. Како работите еве во изминативе 2 седмици како што е отворено? Добро утро и на вас и поздрав до вашите гледачи. Како што кажавте, веќе 2 седмици работиме активно. Можам да кажам дека сум задоволен од посетеноста. Исто така, нам многу ни значи тоа што посетителите кои што доаѓаат велат дека оваа година е можеби мразот во најдобра состојба од изминатите години. Затоа искрено и поработивме малку повеќе ова лето на подготовка на лизгалиштето, така што фактичката состојба која сега гледате е на вистина на едно повисоко ниво. Да, знам дека многумина ги интересира и во кој период и ве гледаме дека сега нема нели лизгачи или посетители, се уште не е нели отворено во раните денески часови, во кој период може да се посетува лизгалиштето? Времето кога работиме со рекреативците и оние кои што доаѓаат да уживаат на мразот е од 11 часот наутро па до 21 часот навечер, секој ден од понеделник до недела. Пред да започнеме со работа со рекреативците, имаме луѓе кои што доаѓаат да лизгаат од лизгачката федерација, исто така и доаѓаат од хокејарската федерација кои што играат хокеј тука, така што можам да кажам дека наутро од 7 часот па навечер до 22 сме константно полни со работа и што мене да речам лично ме воодушевува. Да, споменавте дека мразот е во најдобра состојба оваа година, а знам дека многумина ги интересира како кога надвор е плюс степени, имаме нели некои 5-6 степени температура, се уште не ни се паднати нели под нула температурата, како се одржува мразот? Па добро, да, како што кажавте, имаме тука еден специјален, би го нарекол, систем за ладење, таму имаме чилери кои што постојано работат и одржуваат температурата на мразот, односно гликолот кој што претходно се лие тука, така што има малку повеќе работа пред да стигнеме до оваа состојба, меѓутоа доброто е што секојдневно кога наблюдуваме тука, приметуваме дека немаме отстапки во квалитетот на мразот и тоа е добро, што значи дека оваа сезона би немале никаков проблем со користење на лизгалиштето. Така, лизгалиштето е отворено за сите посетители, нели има ли возрастна граница од која возраст може дечињата да лизгаат? Па добро, доаѓаат тука и навистина доста помали дечиња, би рекол на 3 до 4 години со родители, имам исто така пингвини помагала кои што ги користат тука за оние деца кои што се почетници, а за оние повозрастните би рекол секој кој што се чувствува спремени дека може да се соочи со лизгалките и дека нема да си наштети на своето здравје, добре дојден. Имаме секако и тука луѓе кои што припомагаат доколку е потребно, така што не оставаме ништо на случајност. Да, секако секој си одговорен нели сам за себе, да немаме последици, подобро доколку не се чувствуваме сигурно воопшто нели да не се качуваме на лизгалки. Какви други активности се нудат во спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски во овој зимски период? Па добро, би рекол дека во зимскиот период за нијанса ни се малку намалени содржините, меѓутоа базенот функционира навистина преку целата година и е преполно. Таму имаме, можам да кажам, една огромна заинтересираност за користење. Исто така тука е фитнесот, пинг-понгот, да не го заборавам, кој што овој период е навистина актуелен и секојдневно од изутрина до навечер е полно на сите маси, така што имаме неколку содржини кои што ни се активни и секогаш способени за работа. Да, споминавте дека од недела до понеделник или од понеделник до недела, како сакате, работи нели постојано. Лизгалиштето нема неработен ден, но до кога се планира да биде отворено? До кога ќе можат посетителите да го посетуваат? Па добро, со оглед на тоа што Лизгалчката федерација планира да одржи тука надпревар, односно државно првенство кое што го прават најчесто последната седмица во месец февруари, така планираме дека најверојатно би работеле можеби до првата седница или втора на март
се тоа зависи од какво ќе биде времето надвор, така што доколку не послужи оваа зима, да кажам, со поладни денови, лизгалиштето ќе биде подолго во употреба. Да, ви посакувам успех и убава лизгачка сезона и ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас и ги поканувам сите да присуствуваат тука. Да, убаво е да се биде на мраз, малку постудено нели од вообичаено, но убаво е секако да си поминете добро време со вашите дечиња или пак секако вие да си полизгате и да дојдете да го посетите лизгалиштето во спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски, кое што може да кажеме дека е една од ретките забавни активности кои што ги имаме во овој период во градов. Ивана, ти благодарам на вистина за ова линковско вклучување, преубава атмосфера утрово. Предпоставувам дека не е многу ладничко ова утро. Ти благодарам за јавувањето и се гледаме во телевизија.